Одлуката на Уставниот суд за укинување на оспорените одредби од изборниот законник, која беше донесена денеска како конечна, ќе важи од денот на објавување во службен весник на Република Македонија. Минатата недела Уставниот суд поведе постапка за оценување на уставноста, односно донесе времена мерка за запирање од извршување на оспорените одредби со кои се забрануваше исплатата на земјоделските субвенции до формирањето на новата влада. Иницијативата до Уставниот суд беше поднесена од земјоделското здружение Агротиквешија, со која се бараше оспорување на членот од изборниот законник, според кој е забранета исплатата на субвенциите до формирање нова влада. И покрај времената мерка, согласно деловникот на Уставниот суд, Министерството за финансии немаше законско право да ги исплаќа субвенциите до носење на конечна одлука од страна на судот. Од Министерството за финансии информираа дека по извршена консултација со Уставниот суд им било посочено дека само по основ на решение немаат законска основа да ги исплаќаат субвенциите, туку мора да се почека конечната одлука. По официјално објавување на конечната одлука на Уставниот суд, од Министерството велат дека ќе нема законски пречки и ќе пристапат на исплатата на субвенциите. Веднаш по одлуката на Уставниот суд од минатата недела, земјоделците ја поздравија истата со надеж дека откако ќе се исплатат субвенциите, ќе можат без главоболки да ја реализираат пролетната сеидба и се надеваат дека никогаш повеќе во земјава, независно дали се случуваат избори или не, земјоделците нема да бидат засегнати од исплатата на планираните буџетски средства за субвенции.